утро. Информативен преглед во продолжение. Сообраќајното воспитание и едукација на децата во голема мера е доверено на мајката, тоест на жената. Од тој аспект за безбедноста на сегашните идни учесници во сообраќајот, жените, мајките имаат огромна и важна улога во едукативното, превентивното действување врз децата уште од нивната најрана возраст, и тоа преку својот личен пример за однесувањето во сообраќајот, а потоа како родители, воспитувачи, наставнички во градинките и училиштата, преку постојаното развивање и надградба на сообраќајната култура и знаењето на децата. А во пресрет на Денот на жената, 8 март, денеска зборуваме за жената како учесник во сообраќајот. Имаме двајца гости во студиото. Со мене Росана Јанков, портпарол на Автомотосојузот на Република Македонија. Добро утро. Добро утро. Ристо Манчев од Републичкиот совет за безбедност при сообраќајот. Имаме интересна тема денеска. Никако го ставивме Ристо во средина, две жени од страна, но со факти ќе потврдиме како се жените како учесници во сообраќајот. Да, добро утро до вас и до вашите гледачи. Да, секако темата е многу интересна и особено она што е најинтересно на оваа тема, многу често се поставува прашањето какви учесници се жените во сообраќајот и дали жените ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот. Токму така, но ајде пред да отвориме темата, прво имаме едно линковско вклучување од надвор. Колешката Јована Николова за соговорник има еден од учесниците на 8 мартовското женско рели. Традиционално се одржува ова 8 мартовско женско рели во кое оваа година учествуваат 20 надпреварувачки. Јована, ајде да видиме како жените се снаоѓаат кога е брзината и спретноста, па еве и во тркањето во релито. Повели. Жени шофери, брзи автомобили и рели возење. 12 пат поред на плоштадот во населбата Автокоманда и низ Скопските улици се одржа женската 8 мартовска авторели трака. На оваа тема во информативниот блок на телевизија Нова разговараме со една од учесничките на надпреварот. Со мене овде е Маја Стојмирова. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од информативниот блок на телевизија Нова. 12 пат поред, дали прв пат учествувате на оваа рели? Значи, релито се одржува 12 години, јас сум учесничка веќе 11 години. Само една година бев спречена од приватни причини. Што ве натера да се пријавите на оваа рели шоу? Значи, мојата жилба кон автомобилизмот почнува од раните години, од 10 години возам автомобил и најверојатно тоа е самата побуда. Трката започна од населбата Автокоманда, до каде траеше трката и колку жени учествуваа? Значи, трката почнува стандардно во Автокоманда, бидејќи општина Гази Баба ни е покровител и се вози спретно возење на самиот паркинг. Тука уствари добиваме и највеќе бодови, значи кој побрзо ќе извози, нели си спретен возач. И потоа се возеше низ градските улици се до Сарај, бевме пречекани од газдата на Бисоил. Значи, нели, по повод, бидејќи се одржува по повод 8 март, пригодно причекани со по една ружа, нели, дружење, и потоа исто низ градскиот метеж се вративме пак во Автокоманда за прогласување на победничките. Инаку се вози во две класи, имаше доволно учеснички, значи до 1600 кубни сантиметри и над 1600 кубни сантиметри. Јас сум возела и во едната и во другата класа, значи пред се е дружењето, не е нели се само возењето. Оваа година победив прво место, другите години исто сум имала и прво, второ, трето, секогаш возам со различен автомобил, да не е нели монотоно. Во кратки црки. Благодарам. По повод 8 март се одржа женската авторели трка. Имало околу 20 учеснички, а на крајот најбрзите женски шофери добиле и медали. Јована? Јована, ти благодарам, слушнавме како е жените да ја сакаат брзината, да го сакаат адреналинот, а при тоа да бидат и сигурни возачи во тоа. Се одржа 8 мартовската 12-та поред рели трка. Продолжуваме на оваа тема, но ќе стартуваме од корените, јас што би кажала еве и во самата најава, колку мајката како жена е клучната алка да се изгради утреден сигурен, еве, возач, маж и жена.
утро. Првенствено ми е многу драго што сме заедно тука по повод утрешниот ден 8 март. Традиционално, значи 5-та година поред, АМСМ изминатава втора година заедно со Републичкиот совет за безбедноста на сообраќајот на патиштата ја организираме оваа трибина. Месецот март природно е нели да биде апострофот ставен на жената, мајката, сестрата и така натаму, во било која улога да е жената ставена, и таа игра голема улога во безбедноста на сообраќајот и не случајно секоја година апострофот го таргетираме на темите кои ги бираме во однос на организирање на оваа трибина од различен аспект, затоа што таа е клучниот фактор во градењето на сообраќајната култура на идните генерации, затоа што нели жената по природно нели е мајка и таа на своите деца ги пренесува своите навики, културата на живење, културата на возењето и така натаму. Децата уште од најмала возраст, значи ја добиваат она навика дали ќе бидете седнати во соодветно детско седиште во автомобилот, соодветно врзани со сигурносен појас, ја слушаат што таа зборува, дали таа се грижи за автомобилот, дали ги почитува сообраќајните правила и прописи, дали застанува на пешачки примен да поминат пешаците и така натаму, и од таа најрана возраст, независно дали детето е машко или женско, нели ги учи оние навики за сообраќајот и првиот контакт за оваа тема е всушност жената. И токму затоа изминативе 5 години се трудиме да ја кренеме јавната свест на жената како учесник во сообраќајот, да делуваме од различна гледна точка. Минатата година токму темата ни беше значи жената како улога на мајка, колку таа се грижи за безбедноста на своето дете и го става во детски уред, а оваа година апострофот на темата е ставен токму на временските фактори, како тие влијат за поголема безбедност на сообраќајот. Зошто оваа година, значи апострофот беше ставен на временските фактори, затоа што знаете дека оваа година зимата не изненади, имавме големо количество на снег, многу интервенции во нашиот контакт центар во АМСМ, многу се бараше помош на пат, шлепување и така натаму, стартување на поплавите кои што поминаа. Изминатиот период, така. Таков период. Меѓутоа, нашата тенденција е да ја помогнеме, да ја едуцираме. Секоја релевантна институција која е присутна на вечерашниот настан кој го организираме заедно со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, да дадат од стручен аспект импакт во темата и на оваа тема, и секако ги вклучивме јавните личности, Елена Вишка, ваша колечка новинарка, и Бојана Скендировски, јавна личност, која нели ќе допринесат во давање на свој лично искуство и придонес на оваа тема. Нашата тенденција, нашата цел е да допринесеме и да помогнеме за поголема безбедност во сообраќајот, и се надевам дека изминативе 5 години неуморно работиме на оваа тема и на апострофот на жената, и се надевам дека сите жени кои еве утрово не гледаат ќе се замислат и ќе размислат какви учеснички во сообраќајот ќе бидат. Велите, жените го имаат главниот клуч кај ни во воспитувањето на децата, какви возачи ќе бидат утре, но нервозни ли се жените како возачи? Тоа е индивидуално, сите ние по природа како луѓе имаме одредени пикови во нашето однесување, нели мотивирано од различното секојдневно живење. Меѓутоа, да не се лажеме, ние мајките сме повеќе со обврски кон нашите деца, имаме поголема одговорност, можеби сме малку понервозни затоа што динамиката на ова современо глобално време на живење, каде што мажите обврските секогаш ги ставаат повеќе на жената, иако имаме тука еден маж, можеби нема да се согласи, меѓутоа вистината е таа. Јас велам дека жената е многу одговорна. Ова не го велам случајно, затоа што она што се случува, зборувам од стручен аспект во АМСМ, гледајќи ја статистика во изминативе години во однос на колку таа се грижи за својот автомобил, колку ги почитува законските одредби во смисла менување на летни, зимски гуми, кога имаме ние промотивни акции за жени, колку доаѓаат жени. Јас податоците што ги погледнав од колешките кои ми ги дадоа, кои се одговорни во тие сектори во нашите служби во АМСМ, добив впечаток дека навистина жените се тие кои кога ќе добиат одредена информација, односно бидејќи ние се грижиме за нашите корисници, прекаме СМС пораки на тие што ги имаме во нашата база на податоци, ги известуваме за одредените акции, верувајте дека сите си ги користат своите услуги кои ние им ги даваме, и мене ми е многу драго што жените навистина се многу одговорни и многу чувствителни кога станува збор за грижата на својот автомобил, и значи
тој страв од да не се случи не боже нешто, Да, значи тие да. веднаш реагираат и веднаш доаѓаат за да си го подготват возилото. Еве последниот пример ни е за промената на зимски гуми, или од 15 ноември до 15 март е законската одредба. Ние имавме акција, зборувам за месец ноември, дека може да во временски интервал од еден месец да дојдат да направат таа промена. Верувајте дека статистички кажано едно 80%, значи од 100% 80% беа жени кои дојдеа да го направат тоа во нашиот сервис и да го подготват возилото за во зимски услови, што нас многу не радува, бидејќи навистина со тоа покажуваме дека се одговорни и се грижат за безбедноста. Сега одговорни возачи, но колку се сигурни возачи? Ајде исто да го вклучиме тука. Што вели статистиката? Што велат бројките? Колку се сигурни возачи? Да, како што веќе спомнавме, интересно прашање, многу често постувано какви возачи се жените. Една студија направена во Соединетите американски држави покажува дека во делот на вештините мажите се повешти возачи од жените и тоа повеќе се однесува на делот на побрзо изведување на тешки маневри, побрзо паркирање, подобро сноѓање во сообраќај, метеж и така натаму, и сето тоа создава една лажна перцепција дека мажите всушност се и подобри возачи. За нас во РСВСП во суштина нели и ние и не ги делиме учесниците во сообраќајот на машки и женски, туку на совесни и несовесни, на одговорни и неодговорни. И во таа смисла, ако наблюдуваме од аспект на безбедноста во сообраќајот, статистиката покажува дека жените се многу побезбедни учесници во сообраќајот во споредба со мажите. Така, например, во Соединетите американски држави и на светско ниво, 77% од вкупниот број на сообраќајни незгоди со загинати лица се предизвикани од лица од машкиот пол, а 72% од загинатите лица во сообраќајни незгоди се од машкиот пол. Исто така, податоците од светските осигурителни компании покажуваат дека околу 80% од штетите нанесени во сообраќајниот систем се предизвикани токму од лица од машкиот пол. Сега да кажете дека нешто помалку од 30% се тука жените. Зборувам во делот на жртвите. Еве, например, во Република Македонија изминатава година имавме 165 загинати лица во сообраќајни незгоди, од нив 136 лица се од машкиот пол, а 29 се од женскиот пол. И во оваа ситуација веднаш се наметнува прашањето, нели, па колкав дел од сообраќајот им отпаѓа на жените, затоа што евидентно е дека нели само 28% од вкупниот број на жртви во сообраќајни незгоди се жени. И од тој аспект не постои одредена прецизна статистика, меѓутоа повторно анализите, статистиката покажува дека дали на 1000 возачи или на 10.000 поминати километри по возач, од аспект на возачи жени и возачи мажи, повторно жените се побезбедни учесници во сообраќајот. Значи жените за 2,5 пати се побезбедни учесници во сообраќајот во однос на мажите на 10.000 поминати километри. Така што нели и тој параметар се укажува токму на тоа дека жените се поодговорни учесници во сообраќајот. Едноставно, брзото и агресивно однесување во сообраќајот не е својствено на жените. А исто така и студиите покажуваат дека жените повеќе користат појас, дека држат безбедно растојание, дека жените не управуваат моторно возило под дејство на алкохол, и ова особено изразено кај младите. Значи младите машки лица многу повеќе страдат во сообраќајни незгоди за разлика од младите женски лица. Тоа беше тоа што сакав да ја прашам следно, колку младите, не само машкиве, младите женски лица пред се одговорни дека треба да стават појас, дека треба внимателно да возат, дека пред земање на возачката дозвола не смеат да возат, што не се случува често со мажите. Така? Да. Значи во тој дел жените, младите женски лица се многу поодговорни од делот на мажите и ова особено е важно и во делот на сообраќајни незгоди предизвикани со еден учесник или тоа што ние популарно знаеме да го наречеме излетување од патот со возилото. Тоа пред се е карактеристично за младите машки лица, а многу помалку е изразено кај младите женски лица. А студиите понатаму исто така покажуваат дека со текот на годините повозрастните машки лица се побезбедни учесници во сообраќајот од повозрастните женски. Што се случува за да биде? Па веројатно нели со текот на годините физичките можности кај жените порано нели мажите држат повеќе кондиција и вештините ги задржуваат подолг период од животниот век. Оно што сакам посебно јас да го потенцирам и да се надоврзам на вашето претходно прашање во делот на улогата на жената не само како возач, меѓутоа низ призмата на тоа нели незиното влијание во општеството, сакам да кажам дека улогата на младите женски лица е особено важна, затоа што особено кај нас во Република Македонија постои системот на општествени вредности е делумно поместен и помеѓу младите лица, особено помеѓу машките, тренд е нели да се демонстрира преку сообраќајот и однесувањето во сообраќајот да се демонстрира општествен статус, моќ. И мислам дека
тука е клучно и значено влијанието на младите женски лица да се помести тој систем на општествени вредности со тоа што нели токму тоа културно примерно однесување во сообраќајот ќе биде тоа кое што е вредност која што се цени. Што преовладува? Што преовладува. Мислам дека улогата, влијанието токму женскиот пол може многу да влие и да го наметне, тоест да ги промени тие лоши карактеристики кај младите. Со само тоа што токму оној чин на девијантно однесување во сообраќајот наместо да биде поздравен, ќе биде осуден. А машките, нели, комашки секогаш се променуваат. Кога жената ќе влие. Да. Така. Жените не само како возачи, туку општо како учесници во сообраќајот. Дали поменуваат, еве да речеме пример, улица на обележано на пешачки премин. Дали се оние кои што се повнимателни во тој дел или пак Генерално, значи, кога ги перципираме во нашите анализи, кога правиме анализи и истражувања, во делот на пешаците немаме правена одредена дистинкција за тоа дали женските или машките пешаци се поодговорни, меѓутоа овде сакам да истакнам два битни момента. Ние за потребите на трибина, која што ја спомна и Росана, направивме одредено истражување помеѓу жените и едно од прашањето беше, беа анкетирани 1000 жени, возачи, и едно од прашањето беше колку, што најмногу ви смета како жена возач во сообраќајот, и повеќе очекувавме одговори во делот нели на ароганција од мажите и така натаму, меѓутоа околу 70% од жените изјавија дека најмногу им сметат неодговорните пешаци. Исто така во делот на, значи, за делот на пешаците генерално, значи самите пешаци спаѓаат во групата на најнедисциплинирани учесници во сообраќајот, а тука мислам дека подеднакво за оваа лоша карактеристика или лошо однесување во сообраќајот подеднакво се одговорни и жените, особено нели по тоа нели јас што викам премногу се задржуваат на пешачки премини и така натаму. И надвор од пешачки премини поминување улица и ред други не однесување кои што се спротивно на закон за безбедно сообраќај на патишите. Ајде пак ќе отвориме трибината на за што вечерва ќе зборувате. Темата се временските услови како фактор на безбедност во сообраќајот, но како жените се снајдува во изминатиот период? Ајде и во периодов деновиве кога имавме навистина голем снег, кои што и неискусни мажи возачи имаа проблем, а како пак жените се снајдува? Да не пак помалце возе автомобили? Од оно што ние го имаме како искуство изминатиот период, особено во контакт центарот, кога ја гледавме статистиката колку жени барале за помошна интервенција, дали за стартување на возило, дали за помош на пад, дали за шлепање на возило, односно дали излетале од пад, дали ја прилагодиле брзината во однос на временските услови. Верувајте дека жената е таа која, како што кажа Ристо, значи е навистина многу одговорна и многу поодговорна и многу повнимателна во тој поглед, затоа што мажите се тие кои нели сакаат да бидат доминантни, да чувствуваат мок, иако за мене мажите и жените се рамноправни феминистички гледано, бидејќи жената е рамноправна во општеството според мене и тоа така го третирам. Апсолутно. Сметам дека во изминатиот временски период жената се снајде многу добро во зимските услови. Зошто? Затоа што таа, значи, кога многу имавме впечаток дека тие ја следат временската прогноза, што се случува. Особено кога треба да тргнат на пат, бидејќи во тој временски период кога заврна снегот беше школскиот распуст, каде што нели се очекуваше дека ќе заминат на скијање. Во најчесто од она што го имав како искуство беше Боровец или Банско во соседна Бугарија. Значи, кога ќе се јавја во контакт центарот на АМСМ, кога ќе им кажавме дека се очекува зголемо количество на снег, дека нашата препорака ако може да го одложат патувањето за неколку дена, да не одат, тие тоа го прифаќа како совет и верувајте, не ода на патување, односно го пролонгира нивното патување во однос на мажите, каде што одат со става дека нема проблем, ќе поминеме и ќе биде се во ред. Па потоа кога ќе дојде на лице место на каде што се доаѓа до врнење на снег, каде што се соочуваат некаков проблем или не дай Боже ќе им заправи возилото или неподготвени одеа на пат, значи тоа што ми падна во очи, значи одат на пат без непон резервар на гориво, затоа ние изминатиот период континуирано во јавноста зборувавме во зимски услови кога е ладно времето, полн резервар на гориво, да имаат соодветна опрема, кебе, не знам, лопати така натаму. Тие можеби навидом изгледаат травијални работи кога ги говориш, меѓутоа верувајте дека на лице место кога ќе се најдат во конкретен проблем на отворено небо, каде што верувајте и нашата нели законска обврска е да им помогнеме на граѓаните во рок од 45 минути, ама сама јас како што велам жолтите ангели, нашите колеги да се појават и
способни да ви поружат помошта, меѓутоа кога имате снег, кога времето е лошо, значи Не може тие да габаритни дојдат возила на кои се време. големи, апсолутно, значи секогаш ние им кажуваме дека тајмингот ќе биде малку од 45 малку повеќе, интервенциите наши беа највеќе до 60 минути. И што ќе прават во периодот, значи од кога се јавиле до дека дошла нашите ангели. Тој временски период, значи тие самите треба да се грижат за себе си. Жените, параметрите покажуваат дека жените кога ги кажуваме препораките, што тие треба да имат во моторното возило, што тие треба да направат, тие тоа го прават. За разлика од мажите. Ке мажите тоа не беше случај. Еве, зимава е зад нас. Доаѓа летниот период. Лето чинам дека вие секогаш велите има еден период јуни, јули, како беше кога Пикови. па и пикови кога се Пикови се очекува, зголемена- не знам дали да го кажеме тоа така, зголемената фреквенција прават така тој сообраќајни незгоди. Да, и Така, тука што е да се во тој поглед би кажала дека, например, кога патуваат, особено во летниот период, годишните одмори, кога времето е топло, значи тука го подготвуваат возилото за летниот период, од една страна. Меѓутоа, од друга страна, нели им се неопходни меѓународните документи, доколку сакаат да напуштат нашата држава. Тука се, нели, зелениот картон, одобрението за туѓо моторно возило во странства кој, нели, управуваат. Меѓународна возачка дозвола задолжително која оди, нели, заедно со националната. Значи, жените се тие кои и патничкото осигурување исто така да не го заборавиме, и сакам да споменам дека ние токму поради месец март, месецот на жената, во АМСМ од 1 март до 31 март сите жени кои ќе дојдат да направат регистрација на нивното моторно возило, односно кои ќе направат технички преглед и ќе извадат осигурителна полиса од Mobility Broker, во АМСМ ќе добијат за еден денар патничко осигурување во време трајање од 15 дена во периодот кога во таа тековна година нив им е потребно. Значи еве една поволност за жените што ја правиме за да нели се почувствуваат женствено и во знакот на овој празник. Зборот ми беше дека жените и во тој поглед се многу поодговорни, затоа што ние работиме 24/7 во издавање на овие документи. Верувајте, кога сум одела во вечерните часови да ја гледам работата на колегите, да видам како се одвиваат нештата, јас ќе ви кажам дека еве не видов една жена навечер да дојде да извади зелен картон или полномошно. Мажите се тие во 5 до 12 секогаш кои што беа проверуваат мажите документи. и секогаш велат бидејќи за полномошно кога се вади треба да имаме присуство и на корисникот и на сопственикот на моторното возило и секогаш доаѓаат сами ако треба да возилото е на име на сопругата. Добро, сега ќе ја викнам сопругата така, значи гледам дека жените се тие се секогаш кога се поспретни во тој дел и многу ми е драго што ги оставаат мажите да се соочат со тие нешта дека на време треба да си ги извадат со одветните и потребни документи кои им се потребни да напишат. Заклучокот го даваме дека жените се сигурни возачи, ама ќе му оставиме на Ристо како представникот машкиот пол, еве да го заврши разговорот. Што е потребно за да бидеме сигурни возачи? Значи, главниот проблем, како што веќе испомнав, нели, во делот на вештините, можеби мажите се супериорни во однос на жените, меѓутоа подценувањето на проблемот и лажната сигурност и самоверност е тоа што изнудува повеќе грешки кај мажите. Токму во тој дел, нели, жените се многу повнимателни, секогаш подготвени и по природа им е на жените повеќе да се држат до прописите во сите сфери на општествено живење, вклучително и во сообраќајот. И од тој аспект, на крајот само би сакал да истакнам дека на крајот на кришта се е индивидуално. И нели освен вака повеќе за научни истражувања аспекти, аналитички аспекти, можем да кажем дека, пак ти кажам, возачите може да бидат само одговорни и неодговорни, да не ги делиме на мажи и жени. Затоа што сепак сообраќајот сите заедно го делиме и сите заедно предонесуваме за негово безбедно и нормално функционирање. Во оваа прилика сакам да им на жените да им го честитам утрешниот ден, Меѓународниот ден на жената 8 март, и да им порачам да бидат внимателни, одговорни учесници во сообраќајот и со својот личен пример и личен придонес да покажат како всушност треба да се однесуваат сите учесници во сообраќајот. Ви благодарам што бевте моите гости денеска, навистина многу интересна тема во пресрет на утрешниот ден. Не одговоривме само феминистички, како што велите вие, туку пративме убава порака до сите учесници во сообраќајот да бидеме сигурни возачи за да допринесеме до безбедноста. Ви благодариме на гостувањето. Јас само би сакала да ги поканам сите жени кои сакаат денеска во 18 часот да ни се придружат и бидат дел од трибината во Порта Македонија. Ќе бидеме тамо, ќе може да слушнат едукативни презентации од нашите гостинки, се надевам дека ќе допринесеме за поголема безбедност во сообраќајот. Почитувани, останете на фреквенцијата на телевизија Нова, за куса продолжуваме со уште неколку содржини.